Вкупно 322 екипажи тргнаа на патешествието долго преку 7600 километри, доведувајќи се себе си и техниката до крајните можности. Најуспешен меѓу сите, без многу изненадување, беше французинот Стефан Петер Хансел со Мини. Тој после втората етапа запоседна на водечката позиција и не дозволи никој да го загрози, па ниту докажаниот Дакар мајстор Насел Ал-Атија со Тојота и неговиот тимски колега, ланскиот победник Карлос Саинц. Во најопасната категорија моторцикли за првпат славеше аргентинецот Кевин Бенавидес со Хонда, кој во вториот дел од пустинското рели блиску беше следен од својот тимски ривал и лански освојувач Рики Брабец. За жал, нивната радост ја поремети починувањето на францускиот моторциклист Пиер Шарпин, кој имаше тежок пад во седмата етапа. Монструозната класа камиони и овој пат остана недостижна за сите што не се руси со КАМАЗ, меѓу кои највешт беше Дмитрий Сотников. Со пехар во своите категории од релито се вратија и аргентинецот Мануел Андухар, чилеанецот Франциско Лопес Контрардо, чехот Јозеф Махачек и французинот Марк Дутон. Дали и идната година оваа најпредизвикувачка рели авантура на денешницата ќе продолжи да импресионира само од Саудиска Арабија, организаторот не можеше и не сакаше да каже.